Бајколенд. Аудио бајке. Црвенкапа. Некогаш одамна во едно мало село покрај голема шума живееше едно мило девојче. Сите ја сакаа, а најмногу нејзината баба, која ја подари црвена наметка со качулка. Девојчето толку ја сакаше таа наметка, што сите почнаа да ја викаат Црвенкапа. Еден ден мајка ја повика и рече: Црвенкапа, баба ти е болна. Однеси ја оваа кошничка со леп и мед, но внимавај. Не зборувај со непознати и не излегувај од патеката низ шумата. Црвенкапа кимна со главата, ја зеде кошничката и тргна весело кон куќичката на баба ѝ. Додека одеше низ шумата, пееше и ги гледаше убавите цвеќиња. Одеднаш пред неа се појави волкот. Тој изгледаше љубезно, но во срцето му се криеше лукавство. Каде одиш, мало девојче? Праша волкот. Одам кај баба ми и носам храна, одговори Црвенкапа, заборавајки на советот од мајка ѝ. Волкот брзо смисли план. Погледни колку убави цвеќиња има овде. Зошто не и набереш букет на баба ти? Рече тој. Црвенкапа се израдува и сврте од патеката за да набере цвеќиња. А волкот тргна по краткиот пат право кон куќата на бабата. Кога стигна, тропна на вратата, влезе и ја изеде бабата, а потоа се облече во нејзината облека и легна во кревет. По некое време пристигна и Црвенкапа. Бабо, бабо, колку големи очи имаш? За подобро да те видам, одговори волкот. Колку големи уши имаш? За подобро да те слушнам. А колку големи заби имаш? За подобро да те изедам, извика волкот и скокна од креветот. Црвенкапа почна да вика од страв. За среќа, еден ловец што минуваше покрај куќата ги слушна викотниците. Влезе внатре и го спаси девојчето и бабата. Волкот побегна далеку во шумата и никогаш повеќе не се врати. Бабата и Црвенкапа беа срекни и благодарни, а Црвенкапа научи важна лекција. Секогаш да ги слуша советите на мајка ѝ и никогаш да не зборува со непознати. И така сите живееја мирно и срекно. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.